Каде и да сум, не е важно, важно да сум со оние што ги сакам, во случајот мојот сопруг и моите 3 дечиња. Рисет на Падосет. Добар ден и добре дојавте во Рисет на Падосет. Јас сум Петар, а денес со мене Елена, здраво, драго ми е. Што всушност за тебе представува патувањето? Дали е тоа бегство, истражување или само еден одреден начин на самооткривање? Последниот период некако со дечиња, со семејството повеќе одиме некаде за здравје, а и кога сум на самото патување најчесто не е бегство од нешто, туку е само давање на одмор. Ева е како психолог, меѓутоа и како мајка, дали веруваш дека патувањето може да биде еден вид на терапија? И така како може да биде, затоа што многу често контекстот во кој што се наоѓаме е многу важно да го смениме. Самиот контекст кога ќе го смениме, кога ќе се отвориме, кога ќе видиме различни перспективи, е многу пријатно да не делува и не само да бидеме малку повеќе во контакт со себе, туку да бидеме и повеќе во контакт со другите. Ако би морала да одбереш едно место, каде би патувала кога би знаела дека таму ќе промени својот внатрешен мир? Едно место. Како мала, уште мислам дека бев 7 одделение, ја прочитав Алхемичарот. Многу ми останува впечатлива таа книга, затоа што една од пораќите во таа книга всушност барам јас тогаш така ја доживеав. Не е важно каде си, никаде всушност не можеш да го најдеш богатството и мирот, дека дома е онаму каде што ти е љубовта. Каде и да сум, не е важно, важно да сум со оние што ги сакам, во случајот мојот сопруг и моите 3 дечиња. Дечки, гледајте вечерова Рисет.